Здраво. Денеска ќе бидеме малце по благи, мада не заостанува морбидност. Значи се вика 12 мина браќа. Се работи за крал еден, кој што се живее фино со жена му, има 12 синови, многу сака да му се роди ќерка, и жена му забременува по 13 пат. И кажува дека ако роди девојче, тогаш сите претходни 12 деца машки ќе ги убие. Не само што и кажува на нивната родена мајка дека ќе ги убие, со време им спрема 12 мртовечки сандаци, со 12 мртовечки перничиња внатре и ги полни со струготини. Нарачува да се направат 12 мртовечки кошули и затвара децата. Некаде клучот ти го дава на кралицата. Кралицата тагува, трудна, не знае што ќе роди. Малиот син ја прашува зашто е тажна. Му кажува татко ти сака да ве убие ако родам женско дете, и он вика како не се секира и ќе избегаме ние, ќе се сокриеме, нема да се деси тоа. И он вика добро, кога ќе родам, ако родам машко дете ќе ви пуштам, гледајте вие оддалеку од некакво високо дрво, ако родам машко дете ќе ви пуштам бело знаме, ако родам женско ќе ви пуштам знаме црвено како крв и бегајте подалеку и не се враќајте. И они она така прават и кралицата раѓа женско, нели, иде црвеното знаме и децава идат подлабоко у шума, идат негде Бог знае каде. 11 браќа ловат, најмалиот, најпаметниот чува куќа, гоцви, така нешто. Ваму на другава страна девојчево си расте, си е задоволно и во еден момент гледа, Господ знае зашто, се сушат 12 кошули некаде по дворот. И ја прашува мајка ја кај чиви се овие 12 кошули, да татко би му биле мали. Мајка и вика татко ти е будала, вака и вака сакаше да направи. И девојчето одлучува дека ќе ги бара до крај на свет, ако треба ќе ги бара. И стварно трга на пат. Го среќава најмалиот брат во истата шума каде што живеат браќата, се препознаваат кои се си кажуваат кој кој е и доаѓаат и другите 11 браќа, овој им вика, мислам дали кажа дека браќава, да, браќата се договараат, успеваат да избегаат подалеку, меѓутоа се договараат дека секој девојче што ги го начекаат ќе го тепаат како одмазда за тоа што заради едно девојче морале да бидат протерани од дома. И доаѓаат 11 браќа, овој ја крие, им вика, молам да не го убиваме наредното девојче, што ќе го видиме, они викаат добро. Ми ја представува, живи срекни, живеат заедно, готват, пустат, прават, живеат во куќичето во шума. Девојчево не му се враќа назад, со право. Значи куќата позади има бавча, каде што растат 12 кринови. И она во еден момент кога се сите некаде излезени, она ги кине криновите, за да им подари по еден крин на секој брат кога ќе ручаат заедно, нешто такво. И во моментот кога ќе ги скине криновите, исчезнува куќата, браќата се препараат во гаврани, одлетуваат и она останува скроз сама во шума. И нормално дека позади нејзе се појавува баба, и бабата и вика што направи сега, значи тоа 12 кринови беа твоите 12 браќа. Сега више никад нема да ги видиш, за секојаш ќе останат гаврани, она почна да плаче. Може ли некако да ги спаса? Може, ама треба да ќутиш 7 години и да не се смееш 7 години. И она вика добро ќе издржам. Ама ако прозбориш и ако се насмееш ќе умрат сите. Добро ќе издржам. Се качува на дрво и да долгава, ама. Се качува на дрво, седнува да размисли што ќе прави, поминува крал, ја бендисува, ја си минја дрвото и вика одма дали сакаш да ми бидеш жена, она така му прави. И ја носи дома и стварно прават свадба. Се е убава, меѓутоа она ниеднаш не прозборува и ниеднаш не се смее и живеат заедно некое време и она не прозборува и не се смее. Кралот има мајка, не знам кој крал е поглуп, овој или тој таткото со крал. Али ќе видиме, ќе процените сами. Има мајка која што е лоша и му говори жената дека све ќутела, не се смеела, кој знае што пакости правела, сигурно магии прави, кај ја најде ваква таква онак. Мивка, мислам зборот дека се употреби. Момент. Да, што стори донесе обична мивка, кој знае што пакости има таа на ум. Ако е немтурка па не може да зборува, би можела барем еднаш да се насмевне, оној кој не се смее носи гревна душа, добро? И сега кралот прво не ќе да ја верува, не сака жена му, ама со тек на време ќе го убеди мајка му дека жена му лоша, ја одлучи да ја запали на клада. Мислам, нели? Спремаат кладата, носат дрвата, ја закачуваат нејза на стубот, он гледа одгоре со солзи во очи, жал му е многу ја сака, ама сега значи почиња да се дигаат пламените малце таа како режисерски решено, да ги го горат фустанот, и во тој момент долетуваат 12 гаврани, се престоруваат во луѓе затоа што истекуваат нели 7 години, ги растргнуваат дрвата, го гасат огнот и ја спасуваат сестра. Затоа што она сега веќе може да збори, конечно може да му каже на кралот
сум незиниот сопруг кралот, зошто ќутела и зошто не се смеела 7 години. И он као му леснило, жив среќен и си ги прибрал сите и си ги однел внатре од дворецот и сите си живееле среќно, без никаков проблем, освен мајката на кралот, затоа што била таква, ја осудиле на ја изведоа пред суд и ја пикнаа во каца полна со врело масло и отровни змии, каде бити се во големи маки.